Здраво, пријатели! Добре дојдовте на уште едно видео на мојот канал на тема блокчейн, биткоин и криптовалути генерално. Иако неколку видеа се зад нас, како интервјуа, така и видеа направени од мене на темата, очигледно дека ова е една голема ризница на теми и на крајот на краиштата нема исцрпување на една вака комплексна тема. Тоа ќе го видите и од мојот трет соговорник Никола Сугарески, со кој разговараме повторно за одредени аспекти кои што објаснети од него фрлат нова светлина на оваа проблематика. Така што уживајте во интервјуто со Никола Сугарески. Значи, како што најавивме, денеска во третото интервју го имаме Никола Сугарески. Пред да почнеме да разговараме со него, јас сакам да кажам дека криптозаедницата, пред се групата Криптовалути Македонија е одлична средина каде што јас имав прилика да запознам многу ентузијасти, многу луѓе кои што се расположени да разговарат и веќе еве го имаме третово интервју во еден период кој што не е поголем од 2 недели. Здраво, Никола. Здраво и здраво на сите. Здраво. Што не гледаат, што не слушаат. Мило ми е што постојат особи како тебе што се трудат да завземат дел од медиумскиот простор, да се потрудат да му објаснат на луѓето што всушност се случува, пошто секако ова е новитет. Мислам, постои веќе подолг временски период, но технологијата е нова, се уште се тестираат нејзините лимити, се уште се истражува и вакви емисии дефинитивно, дали на YouTube или на било која платформа медиумска, се потребни и за тоа браво. Имаш браво од сите нас. Океј, фала ти многу. Подсетување на сите што не гледаат, значи ако сакаат да има повеќе вакви емисии, значи единственото нешто кое што јас го барам од луѓето што го гледаат еден subscribe и ако сакаат да добиваат нотификации, звончето што е, значи кога има нови емисии, затоа што ентузијастичка работа се знае како е. Не можеш во зададен термин секогаш да ги правиш видеата, се прави кога се може и кога се има време. Никола, кажи ми нешто за тебе во смисол како почнува твоето искуство со криптосветот. Предпоставувам си почнал и ти како и сите други со биткоин, но повели, кажи ти како почна. Мојот почеток. Јас верувам дека не само мојот почеток, туку сите ваши почетоци наши се интересни во некоја смисла. Бидејќи сите некако без план навлеговме во оваа сфера, без претходно искуство, се работи за новитет во кој што дефинитивно сите што се нови во нештото не знаат всушност што се случува. Имаат некоја представа, го имаат замислено тој екосистем или го гледаат само под финансиската призма, меѓутоа не е така. Никола е во IT индустријава подолго време, како софтверски инженер и електричар, да речам, запознаете со почетоците во IT, во глобала во IT секторот, интернетот, а со тоа и дигиталниот свет, виртуелниот свет. Значи, работам во Скопје моментално, имам фирма за сервис на хардвер за секаква употреба. Така. Супер. Дали би можел да ни кажеш некој збор за времето кога се појави и приликите што беа околу тоа, кога се појави нон-пейперот на Сатоши и генерално за генезата и почетокот на биткоин? Така. Нон-пейперот на Сатоши Накамото или сите оние или секоја индивидуа што се крие за тој псевдоним се појави во период во кој што светот се соочуваше со финансиски проблем, со финансиски колапс, да кажам. И сега нормално е од тоа да не е коинциденција, луѓето ќе го доживеат како нешто што требало одамна да се случи, односно одамна да се ревидира тој финансиски систем, зошто ги доживуваат тие падови, зошто луѓето губат пари, многу луѓе останаа без работа, без домови.
посебно Америка. И многу е тешко човек да помисли дека е баш коинциденција во истата година или во периодот тие 2 години, дека баш се случува, се појавува технологија, се појавува Сатоши Накамото, се појавува криптографијата, блокчейнот, кои што како продукт нудат решение за веќе постоечките проблеми во финансискиот систем. Нормално сите знаеме, почеток на тоа е биткоин и мрежата низ која што е дистрибуирано, односно блокчейнот. Меѓутоа, мислам дека многу предходно уште таа крипто заедница или луѓе кои работат со криптографија одамна се имаат спремано на некој начин да го искористат потенцијалот на таа наука криптографијата и како врв на сето тоа се доживува нон-пейперот на Сатоши Накамото. Дали зад неговото име стои индивидуалец или поголема група на луѓе, не е нешто кое што може лесно да се одговори, но дефинитивно времето во кое што се појавува и предходно едни добри 2 декади, мора да напоменеме дека се работи, повеќе луѓе работат на такви или слични проекти, односно трансакции на дигитален кеш. И од тука тргнува све според мене. Со оглед на фактот дека бројот на биткоини кои што ги поседува Сатоши, со оглед на фактот дека е дефлационо средство биткоинот, значи и понатаму има тенденција да расте, значи ако претпоставиме дека еден ден ќе постигне вредност од $200,000 за биткоин, со таа вредност Сатоши секако ќе биде најбогатата личност на светот. Јас велам, не постои можност да големите сили, големите безбедносни структури не знаат кој стои зад ова. Тука едноставно подобро да не се знае, за да се во ова има некаква, да речеме, поприродна генеза. Ова е моја размислување, значи не мора да значи дека е така. Бидејќи стварно и Елон Маск и Джеф Безос ќе бидат смешно сиромашни во однос на овој човек кога ќе оваа личност или овој колективитет, небитно, кога ќе вредностите на биткоин ќе пораснат, а гледаме дека раснат. Значи во неколкуте години, значи последните 5-6 години над 1000% има порасната вредноста на биткоин. Така е, апсолутно се согласувам, мислам, таа мистериозност, таа мистификација на ликот Сатоши дефинитивно додава во целово нешто што се случува, бидејќи на некој начин покажува и докажува дека сепак постои начин човек да остане, да ја зачува приватноста, или барем да се обиди да ја зачува приватноста. Покажува и докажува дека криптографијата на дело функционира. Секако Сатоши е дел од таа група луѓе кои знаат добро како да си го зачуваат идентитетот. И баш тој момент, мислам, јас лично го доживувам како еден клучен елемент во целиот процес, во целава ова работа што се случува со крипто светов, таа мистериозност, тоа што луѓето не можат конкретно да знаат кој е тој човек, како тоа го изведе и сето тоа, мислам дека додава ултиматно на она што го викаме store of value или место каде што ја чуваме вредноста. Кажи Слободно. Кажи ми, кој беше моментот по кој се знаеше дека нема враќање назад, односно, нели, првин криптовалутите беа нешто што нити беше познато, нити беше регулирано, а потоа се случи некој преломен момент во кој што се повеќе почне да се зборува и да се прифаќа и компании да прифаќаат плаќања. Значи, кој беше тој момент во кој што биткоин буквално стана неизбежен? Биткоин во неколку етапи го постигна тој мејнстрим, значи навлезе во мејнстримот
на општеството. Мислам дека светот и претходно имаше видено некои слични облици на децентрализирана информација во видот на BitTorrent, пример, споделување на мултимедијални фајлови. Мислам дека светот не беше спремен што може да се случи и во многу краток период, значи 2, 3, можеби 4 години максимум, едноставно блокчейнот како децентрализирана структура метастазира низ целиот свет и веќе го премина тоа ниво на каде што нема повратак назад. Мислам, едноставно го освои тој виртуелен свет. Тоа е идејата на блокчейнот и 2-3 години од неговото појавување па навака до ден денес е неповратлив процес според мене. Така, значи зборуваме некаде 2012-13 година, така? Па да, веќе мислам дека тоа беше последен момент со некои си ван надприродни сили да се исклучат телеком операторите, електродистрибуцијата. Тоа беше тогаш тој момент, сега дефинитивно нема шанса за такво нешто да се случи. Така, бидејќи ги спомна на почетокот дека си во тој свет на електроинженерство и дека информатиката ти е блиска, најпластично што можеш, значи, за нашите гледачи, блокчейн како функционира. Што е блокчейн и како функционира? Бидејќи тоа е базата на која што е изграден биткоин, така? Така е. Блокчейн, колку и да звучи комплексно, самата терминологија сега во секоја нова наука има доста англицизми и терминологија, меѓутоа не е ништо толку комплексно како што звучи. Тоа е една мрежа на компјутери. Мрежа на компјутери низ целиот свет, која што нема фиксна локација, и тоа што нема фиксна локација, што е распределена низ целата земјина топка, тоа е прави отпорна на било какви надворешни влијанија. Значи, блокчейн е дистрибуирана мрежа, дистрибуиран податок низ огромна мрежа на компјутери. Во блокчейнот сме сите ние дел од блокчейнот, сите ние што имаме дома компјутер и интернет сме дел од таа мрежа, но доколку, пример, сега ќе дадам еден пример, јас, комшиите и сите тука што имаме компјутери на интернет, ги земеме и ги собереме компјутерите, ги ставиме на едно место, тогаш се губи тој елемент. Значи ги централизираме, ги редиме на едно место компјутерите, лаптопите, ако се запали собата, сите наеднаш го губиме податокот или електрониката, но доколку ја дистрибуираме на повеќе локации во исто време, тогаш мрежата е многу позаштитена, отпорна на напади и дефинитивно има огромен потенцијал во иднина да прерасне и да ја покрие целата земјина топка со таа приватна мрежа наречена блокчейн, односно компјутери кои што не се централизирани, не стојат на едно место. Се раштркани на сите страни, а тоа ги прави отпорни од било какво надворешно влијание. Сега, откако духот излезе од шишето со биткоин, се појави и други криптовалути. Засега ќе ги нарекуваме криптовалути, подоцна ќе објаснам зошто велам засега. Кажи ми, што е Етериум? Не знам дали добро го изговорувам, дали Етериум или Етерум? И ние не знаеме добро како да го изговараме, меѓутоа да, Етериум го викаме. Етериум е еден проект кој што произлегува од истите или слични луѓе кои работеа и на биткоин. Значи, тоа е таа заедница, тоа се тие девелопери кои ги работат овие проекти, базирани на истиот принцип како што е појавен биткоин, значи целта негова е да биде децентрализирана мрежа. Меѓутоа, незиниот фаундер, ќе го наречам Виталик,
сакал да додаде еден друг елемент во целата таа приказна, а тоа е да створи платформа, односно можност каде што освен циркулација на финансиски средства, односно дигитални средства, може да функционира и да се екзекутира и друг вид на код, да се појават апликации и да се појават уствари многу други работи со слична намена кои што ќе бидат базирани на платформата Ethereum. Значи да разликуваме. Ethereum секако дека има своја собствена валута наречена Ether, меѓутоа Ethereum е многу повеќе од само еден блокчейн, многу повеќе од само една мрежа. Тоа е и виртуелна машина, тоа е платформа во која што девелоперите додале програмски јазик за да можеме ние од надвор да имаме интеракција со неа. И подоцна ќе објасниме за смарт договорите и за сето тоа. Разликата помеѓу биткоин и Ethereum е тоа што кај Ethereum, кај платформата Ethereum, кај блокчейнот Ethereum е додаден и програмски јазик со кој што може на него да бидат напишани кодови кои што подоцна ќе се дистрибуираат низ Ethereum мрежата. Супер. Значи тоа е првиот новитет, на пример, јас на кој што наидов истражувајќи за Ethereum, тоа се тие така наречени смарт договори или паметни договори како што ги спомна. Зашто всушност станува збор, бидејќи мене се уште ми е некако недоволно разјаснета таа концепција на паметни договори. Дали можеш да ни го објасниш тоа? Ќе се обидам секако. Ајде. Значи, од призмата на Ethereum мрежата, еден паметен договор е само уште еден волет, што би го нарекле, уште една адреса, кај која може да изведува трансакции надвор и навнатре у неа. Меѓутоа, што е смарт контракт? Смарт контракт е најпластично кажано код напишан од програмер или девелопер, кој од моментот кога ќе биде имплементиран во мрежата, он функционира сам. Не може подоцна да биде едитиран, не може да биде манипулиран, ќе му бидат зададени команди кои ќе се во согласно со првиот слој од мрежата, тоа е основата, протоколот на кој што се одвиваат работите во Ethereum, меѓутоа подоцна, значи он работи самостојно. Се пишуваат правила, се кажува што е црно, што е бело, колку некои работи треба да бидат наплатени, пример колку би бил данок на нешто или слично, и клучниот момент е кога тој код ќе се пушти во блокчейнот како еден договор на кој што IT после можеме да веруваме и да работиме врз база на тоа, он не може повеќе да биде манипулиран и изменет. Така. Многу едноставно, многу пластично, многу луцидно кажано. И сега, бидејќи претходно ги спомна и оние апликации кои што се базирани на Ethereum и на програмскиот јазик кој што тој го има во себе, значи да видиме што друго нуди освен значи финансискиот дел, паметните договори, кои се тие апликации кои што ги нуди Ethereum? Види, потенцијалот е огромен. Меѓутоа работите се одвиваат етапно и со доста проверки, тестирања пред да бидат пуштени за масовна употреба, бидејќи се уште се работи за фаза во која Ethereumот е под девелопмент, значи на него работат голем број луѓе, се уште се работат тие децентрализирани апликации, се уште се работи на нивни апгрейд, на нивно усовршување. И тие дефинитивно имаат голем потенцијал, значи Ethereum не е само за трансфер на средства или на дигитални средства, тука на таа мрежа дефинитивно функционираат безброј апликации, може да функционираат игри, податоци за идентитет, мислам медицински досиеа, голема намена. Постои дефинитивно огромна база на податоци која може да
многу поефикасно, многу полесно да ги обавува и да ја заменува работата на веќе постоечките сервери кои ги користат државите и институциите. Етериумот со својата виртуелна машина, позната како Ethereum Virtual Machine, има створено една огромна платформа на светско ниво и мислам дека крајната цел е дефинитивно на таа платформа да може буквално се што гледаме на централизираните сервери како Google, Facebook или било кој да екзистира и на недецентрализиран сервер, без при тоа ние да плаќаме некои поголеми суми за нашиот контекст да го има на онлайн просторот. Етериум е многу повеќе од криптовалута. Етериум е проект кој што подолг период се труди да биде малку поразличен од она што луѓето го доживуваат, а тоа е чисто од финансиска призма да ги гледаат работите. Па добро, знаеш како секој си го гледа она што сака да го види, најмногу веројатно. Значи, да додадам една работа за мене лично, значи ентузијазмот за културата што се гради во целата оваа средина. Значи, можноста да во целата дигитализација што се наметнува сега, се наметнува од различни причини, да се воведе еден независен, да кажеме, систем независен во смисол независен од човечко влијание, што значи ќе воведе една машинска демократизација. Во смисол машината која ќе ја програмираш добро ќе ти даде крајен резултат добар, во смисол нема да биде подлежна на хакување на надворешни влијани и слично. Не знам дали добро го кажав ова. Значи, кога рековме што друго може да понуди Етериум, дали можеме да очекуваме социјална мрежа базирана на Етериум? Дефинитивно, значи тоа сепак и во овој момент е една огромна база на податоци која што циркулира низ тој Ethereum блокчейн. Социјалната мрежа, не сум девелопер, но не би требало да е толку комплексна колку што наликува. Повторно идаме на тој момент, значи ево постои една добра усовршена социјална мрежа која што се вика Facebook, така? Ние сите ја користиме. И меѓутоа кога ќе се запрашаме каде сите тие податоци се зачувани, дали некој може да ги манипулира, дали некој моите слики, видеа и текстови што сум ги пишал ќе ги даде на други, ќе ги сподели со луѓе за кои што јас не сум дал одобрение, тука настанува тој проблем кој што може да го реши платформа блокчейн, Етериум или било кој друг што во иднина планира да воспостави такво ниво на и таква средина во која што ќе живее блокчейнот. Значи Етериум дефинитивно може да имплементира социјална мрежа или било каков друг децентрализиран чат, да кажам, еден глобален светски простор каде што ние сите ќе разменуваме текст и мултимедија, без при тоа да се секираме дека нашите податоци седат на централна локација, која што некој во иднина може да ја изманипулира. Дефинитивно Google, Facebook и Twitter се централизирани, значи имаат своји сервери каде што се овој се чува. Значи не е децентрализирано. Апсолутно, значи тоа се огромни хали по различни точки по планетава каде што постои таа компјутерска мој која овозможува да функционира Facebook, Google и сите тие големи гиганти што се. И исто, значи ако се навратиме на почеток на муабетов, тоа е исто како наместо у една хала да ги чува Facebook серверите, ако он ги распредели низ целата планета и одма станува подобро функционира, се избегнува таа мала шанса некој да влијае на нештото, значи обичен терористички напад на таков објект ќе ја размрда целокупната структура на мрежата. Тоа е нешто што блокчейнот е дефинитивно отпорен.
Па така, нели беше тоа и основната замисла интернетот кога се појави? Наместо една линија телеграфска, телефонска, каде што има два соговорници, има жица која што ги поврзува, ако се прекине жицата и контактот се губи, додека интернетот со својата мрежаста поврзаност од сите страни, ако еден дел се скине, останатите делови остануваат споени и ја одржуваат мрежата. Дали на сличен начин би требало да функционира и ова? Баш така, па посебно во оваа нова технологија во криптосветов, бидејќи податоците што не екзистираат само на едно место. Они цело време поминуваат низ различни компјутери во светот кои ние ги викаме мајнери или било како, тие се валидираат, тие никогаш не можат да бидат изгубени, така да дефинитивно од тој аспект, значи и самиот Facebook и самиот Google ќе треба да размисли во иднина да го децентрализира својата компјутерска моќ или барем да ја заштити подобро, за да го постигне истиот ефект што, да кажам, например, Ethereum го има природно во самиот код е запишана ова цврстина на мрежата. Ако навлеземе во мајнингот, тоа е исто интересен дел. Тука се состои суштината на оваа технологија. Значи, се работи за огромна компјутерска моќ, сите ние учествуваме во таа компјутерска моќ и сите ние сме на некој начин валидатори на она што се случува. Ние со нашите очи гледаме што се случува. Тоа е јавно достапна информација. Тој цел процес на градење на таа огромна база на трансакции, податоци од целиот свет е многу голема, а сепак јавно достапна за сите. И кога нештата се јавно достапни, кога секој може да види што се случува, многу е тешко да биде изманипулирана таа мрежа, да има корупција во таа мрежа, да има неправда во таа мрежа. Значи, буквално се ствара една клима во која и да сака некој да заебе друг. Пример, ја не мора да знам тој на другиот крај од мрежата дали е криминалец, дали е политичар, дали е чесен, дали е праведен. Екосистемот, таа блокчейн технологија гарантира фер игра во се што се случува. Супер, го спомна зборот кој што јас сакав да го поставам во наредното прашање, значи што е екосистем во овој крипто свет. Значи неколку збора за екосистемот. Значи не само за Ethereum, не само за Bitcoin, значи во разговорите со моите претходни соговорници го имаше моментот што е разлика, например, Cardano и Doge. Вели Cardano има екосистем, Doge нема екосистем. Значи тој момент да го разјасниме. Таман ќе видиме, значи, зошто Dogecoin е контраверзен, а зошто Cardano е и покрај својата, да речеме, релативно ниска вредност, многу симпатичен во овие криптокругови. Екосистем, те разбирам. Екосистем, значи, може да биде различно интерпретиран од различни луѓе. Ама во суштина екосистем е нештото да функционира, а сите да сме задоволни. Значи да се задоволат сите странки што учествуваат во нештото. Значи да биде мрежата и сигурна, трансакциите да се одвиваат брзо, а да не е многу скапо, да не се загадува планетата, да има регулатива, да бидат институциите и државите задоволни од сето тоа. Значи во суштина екосистемот е голем збор. И дефинитивно има подкатегории што помагаат да се изгради тој екосистем, но кога се става во контекст на криптовалутите, екосистемот е стабилна, сигурна и мрежа која во исто време е и го има онај efficiency елемент. Значи тука ќе го спомниме и
Ethereum 2.0 што треба да излезе, тоа е баш проект што се труди да биде екосистем, односно издржлив систем кој што може, има потенцијал да биде прифатен од светот во иднина. Дали тој екосистем е поприфатлив затоа што го има на што вели proof of stake наместо proof of work, демек ќе биде по одржлив, ќе биде поекономичен заради тоа? Начинот на кој што ќе се валидираат трансакциите и целокупната циркулација во мрежата е само еден елемент за што ќе придонесе во тој екосистем. Значи, како што кажа, од огромна компјутерска моќ ќе се премине во таа моќ на залогот, да ја кажам, значи на стейкот. И дефинитивно ќе се намалат ресурси кои што сега се трошат како електрична енергија, компјутерски хардвер, опрема за мајнинг и така натака. Но дали тоа ќе донесе 100% посигурна мрежа, дали тоа ќе донесе постабилна и понапредна иднина, останува да видиме, но идејата е таа. Идејата е со што помал трошок, но повеќе да се искористат ресурсите и да се искористат бенефитите од мрежата. Така, до сега зборувавме за криптовалути. Сега истражувајќи, Майкл Сейлор, веројатно си гледал интервју со него, вели дека изразот криптовалута е погрешен. Односно, биткоин и сличните на биткоин заради нивната дефлациона природа, секој кој што ги поседува тежно е да ги чува. Додека валута е средство за размена, значи нешто што се разменува за реални добра. Додека сите ние кои што поседуваме биткоин, викаме биткоин денеска вреди толку, ако не се лажеме околу 30.000 евра моментално, за една година ќе вреди повеќе и за 2 години ќе вреди уште повеќе, што значи е она што на англиски се вика како беше на англиски, значи ресурс asset. На англиски му доаѓа asset. Така, значи не е средство што некој радо би го пуштил во оптек како што се долари, евра, денари и слично. Тука е нешто што сака да го чува заради неговата дефлациона природа, односно доаѓаме до поимот дигитално злато. Значи, да повторам, дали всушност криптовалута е погрешен израз кога зборуваме за првенствено за биткоин, а подоцна и за другите криптовалути. Повторно ќе го употребувам зборот, ама дека е како дел од валута е погрешен. Искрено мислам дека во право е Майкл Сейлор за овие работи. Валута, да се даде поимот валута, може би во недостаток на терминологија за тоа време, немало друг избор, па се ставило тоа cryptocurrency или криптовалута. Меѓутоа, дефинитивно е многу повеќе од само валута. Значи, валутата онаква денешна каква што ја познаваме или тие фиат пари, во суштина, иако репрезентира некаква вредност, тие во суштина се само хартија обработена. И кога ќе ја ставиме, значи доволно е само на вага да ставиме колку опрема и колку компјутерска моќ стои зад еден биткоин и колку материјал е потрошен у едно и од друго, дефинитивно парче хартија не може да се спореди со електроника, со софтвер кој во себе има таков код кој репрезентира такви вредности, кој што има потенцијал да биде многу повеќе од тоа, да опрати економскиот раст, како што кажа ти на почетокот. Ево еден прост пример. Имаме денес 1000 денари, тие 1000 денари се книга, истата книга после година, две, се истите 1000 денари, меѓутоа нивната моќ не е иста. И тука влијаат милион фактори. Тоа е таа несовршеност на постоечкиот финансиски систем.
тие регулатори на тоа колку се печатат пари, колку се пуштаат во оптек, тоа инфлации, девалвации на валутите е апсолутно денешен аспект надвор од рацете, надвор од луѓето и нивниот надзор на работите. Биткоинот или било тоа дигитално злато што го кажа е дефинитивно многу повеќе од само валута, бидејќи у неа се зачувуваат вредности кои може да репрезентираат поголем спектар на нешта, не само на финансиски средства. За нив може да стои напредна технологија, за нив може да стои база на податок, значи, како што кажав, секогаш го гледаме тоа од финансиски аспект, меѓутоа, да, тоа е средство за размена на други финансиски средства, меѓутоа само по себе мислам дека не е валута, дефинитивно. Така, има и еден друг момент кој што ја руши дефиницијата за валута, а тоа е дека кога разменувате валута за друга валута не е подложено на даночење. Додека кога разменувате биткоин, етериум, било која друга криптовалута за фиат валута, тоа е подложно на одоначување, што го прави многу слично на злато или било кое друго материјално добро, или речеме стара кола, стан, што и да е. Значи, сето тоа кога го продавате за валута, кога го продаваме за валута е подложно на одоначување, на ист начин на кој што и продавањето на биткоин е подложно на одоначување, додека размена евра за долари, евра за денари, долари за денари, не е подложно на одоначување, што е битна разлика помеѓу валута и она што го викавме асет ресурс. Дефинитивно, значи институциите, како што е така системот поставен, секогаш ќе се трудат да имаат увид врз тоа, колку средства се менуваат, колку валути се менуваат, од кој вид во кој вид, за на нивната юрисдикција да можат да ги оданочат тие средства. Так. И тоа е тој момент, тоа е тоа централизираност, значи која што криптото не ја сака. Банките и целокупниот финансиски систем, мислам дека уште сега се свесни дека времето не е на нивна страна. Ова што се случува, оваа технологија што е појавена, што ја репрезентира биткоин, е нешто со кое што ќе мора да склучат пакт, бидејќи дефинитивно не можат да го поразат, он ќе ги порази нив на долга стаза, и нивните обврзници кои ги издаваат ќе изгубат доверба од луѓето. Моментално ние немаме избор, така ова е малку табу тема, посебно за нашиве простори. Меѓутоа, чекаме некоја си регулатива. Народна банка да даде, да каже како ќе се одвива тој процес. Значи, оданочувањето е само во моментот кога ти ќе сакаш твојата дигитална валута да ја смениш за фиат валута, од денар. И тука е тој момент каде што едната и другата технологија не се сакаат. Банките ќе пробат да издадат своји дигитални пари, меѓутоа тоа се истите пари само во дигитална верзија. А тоа е тоа што сакав да те прашам во наредното прашање, ги викаат CBDC, значи Central Banks Digital Currency. Всушност тука идејата е да си направат поевтино за себе си, затоа што сепак печатењето пари има свое цена на чинење, иако минимална, ама има цена на чинење, кога сето тоа би било дигитално, односно би било со платежни картички, би било на бројки, значи степенот на манипулација би бил многу поголем, степенот на контрола и на централизација уште поголем. Значи тоа е крајната цел на централните банки, моментот на издавање неограничена количина на такви валути би бил буквално без никаква контрола, затоа што едно е да треба да напечатиш неколку милиарди долари, а друго ако треба да ги напишеш во компјутер, се напишуваат за неколку секунди. Така е.
Сега, моето прашање конкретно се однесува на тоа дали некоја од постоечките криптовалути, а знаеме дека веќе и криптовалутите ги има премногу, дали го има потенцијалот да одржува некаква стабилност, односно стабилен курс во однос на другите фиат валути, за да сепак може да се употребува како средство за размена, а не како ресурс кој што се чува заради разликата во цена. Туку да речеме, ќе одржува некаква цена, дали со малце дефлација или малце инфлација, небитно, значи зборуваме некоја стабилна цена која што ќе трае, за да може да се има сигурност да се користи како алтернатива на овие CBDC, значи дигитални валути на централните банки кои што се во најава и ќе дојдат, тоа да бидеме сигурни. Значи дали постои таква некоја криптовалута, ако си запознаен, повели кажи ми. Јас вака. Прво за банките и за нивните дигитални валути, дефинитивно мислам дека они само ги користат тие елементи што им требаат од блокчейн технологијата, а тоа е ефтината циркулација на средства. Значи, сепак блокчейнот е многу поевтин начин да транзитираат средствата измеѓу банките отколку нивниот постоечки со нивните сервери. Мислам дека тој елемент ќе го земат, ќе го присвојат, ќе го стават во своите дигитални пари, но сепак колку и да звучи тоа, нивните дигитални пари ќе се директно поврзани со банката која ги издава. Ево Кина е лидер пример во таа ситуација, она гради своја дигитална валута и многу други држави најверојатно се почнати со такви проекти, се надевам и нашата држава ќе почне со таков проект, меѓутоа сепак мислам дека и денешниве пари што екзистира, што банката ги покажува во дигитална верзија, ќе бидат нешто слично од аспект на тоа што никој никогаш точно нема да знае кое е реалното покритие што банката, зошто банката стои за тоа средство што го издава, за таа нејзина валута, на што се базира, кога обичниот граѓанин како мене, како тебе ги нема тие информации, тука не може да постои доверба. Значи пак се враќаме на тоа дека ја треба наслепо да верувам дека денарот ќе е добра валута или електричниот денар ќе е добра валута, меѓутоа штом таквата дигитална валута се издава, се минта, односно се печати од исто место, од исти извор, не верувам дека таа по природа ќе биде многу поразлична од веќе постоечките дигитални валути, односно јас ги нарекувам понекогаш само цифри што ги гледаме во нашите банкарски акаунти. А да, тоа се дигитални валути, јас намерно не ги нареков криптовалути, значи банките ќе издаваат дигитални валути, значи ќе нема печатена верзија, но не ги нареков криптовалути затоа што криптовалута е нешто друго, различно. Така е. Имаше подпрашање, под ова само мислам заборавив. Ти реков дали во криптовалутите постои некоја валута која што има тенденција да задржи некоја регуларна вредност, значи нити да расте, нити да паѓа, за да може да се користи многу повеќе како средство за размена наместо да се чува. Така. Мислам дека е прерано за да постои толку стабилна валута. Секако постои уште сега, значи USDT и слични како Тетеро што го пратат тој долар. Меѓутоа мислам дека криптосистемов е се уште во рана фаза. Тоа дефинитивно ќе се случи што ме прашуваш, но му треба време. Му треба некогаш декади, некогаш стотици години, на златото му требале 1000 години, меѓутоа сепак тоа е нешто што е остварливо. За сега во овај момент според мене, ако јас гледам од финансиски аспект, има многу проекти што се надежни и што ево ќе зборуваме за Ethereum 2.0, што дефинитивно се оптимизирани за да бидат еден ден она што сега ти ме прашуваш, а тоа е стабилна валута во која што луѓето ќе можат да ја користат за размена и нема да се плашат дека ќе биде премногу волатилна, односно дека нејзината вредност ќе опаѓа или
ќе расте. Но сега е се уште рано за такво тврдење да дадеме таков одговор. Така, сега едно така малце заговорничко прашање, значи ако овие дигитални валути на централните банки во финансиите, социјалните мрежи на ниво на комуникација и меѓучовечки односи, ако Амазон, eBay и сличните се на ниво на трговска размена, матриксот, ако ги сите овие работи ги дефинираме како матриксот, во кој што сакали или не навлегуваме. Значи, состојбава каде што имаме smart working, социјални дистанци и слично, значи ова дигитализација е неизбежна. Дали криптовалутите и блокчейн технологиите се еден вид на бунт против тоа во смисол да на истиот начин да се прави декодирање на самиот Матрикс или да се биде свесни во самиот Матрикс, многу слично како во филмот Матрикс. Значи тие самите се приклучуваа во Матриксот за да можат да шетаат низ него, ама беа свесни дека се во Матрикс. Дали блокчейн технологиите, односно криптовалутите се тој начин да се влезе во Матриксот и да се биде слободен во самиот Матрикс? Интересно прашање дефинитивно. Мислам дека од денешен аспект тој Матрикс, односно таа виртуелна реалност, се информациите кои го изградуваат јавното мислење во светот. Значи тој проток на информации што се случува, од каде ни се сервираат, кој ги пушта, кои се тие извори, дали информациите се филтрирани или не, сето тоа во комбинација кај нас создава една виртуелна реалност која ти ја нарекуваш Матрикс. И дефинитивно на човек му е потребно поголем период, односно повеќе време за најобична работа да дознае дали е така или не е така. Значи, еден обичен пример, треба да посетиш десетина различни извори за една обична информација, за да утврдиш што всушност вистински се случува. Так. Тоа се случува бидејќи ние живееме во еден виртуелен матрикс во кој што институции и гиганти ни ги сервираат информациите. И информацијата е на некој начин централизирана. А и секако криптото тука како технологија ќе се потруди да ја децентрализира и информацијата, а богами и моќта во секој облик. Значи, кога ќе ме прашаат што е тој крипто екосистем, тоа му викаме обид да се децентрализира моќта во секаков облик. Значи, информацијата, парите, финансиите, било што во овие моменти иде од централни извори, криптото ќе се обиде да го децентрализира, односно нас да ни помогне да ја видиме другата реалност, а не таа од матриксот во кој што долго време живееме сите ние. Така. Ајде сега малце да се насмееме. Како бидела грабежна банка во 2050 година? Мислам дека во 2050 година не мислам, туку се надевам дека банките како самостојни, значи, или така центри на моќ нема да постојат, се надевам. Се надевам дека нема да има потреба од нив, бидејќи се они што ни сервираат и ни нудат за пари, технологијата денешна и технологијата во иднина ќе ни го даде без пари, без да ни наплати за истото. Мислам дека грабеж на банка, па не после 50 години и од денешен аспект може да се изведе електронски и дигитално, нема потреба да се влегува со оружје, да се пука. Банките иако имаат своји внатрешни мрежи, тие сепак мора да комуницираат со остатокот од светот и во тој поглед доволно е еден добар програмер со лоши намери да се обиде да внеси таков вирус или код, да се обиде
да ги уништи, но меѓутоа ево истото е и кај нив се работи. Ако се вратиме, ако го разгледаме нештото, значи банката може да се нападни, да се уништи незината база. Значи каде банката ги чува податоците? Тоа е прашањето што модерниот крадец од 21-22 век тоа ќе се праша. Каде се запишани податоците? Он не мора физички да кради ни парите, ни златото, ни ништо. Он доволно е да влезе у системот, да си пише кај себе колку што треба да си пише, кај другите да намали или било како, и грабежот е извршен. А ако е блокчейн, каде што треба да го верификуваат тоа редица блокови компјутери? Ако е блокчейн, дефинитивно таа можност не постои, бидејќи сите тие блокови на кои што се запишани трансакциите се меѓусебно поврзани, и ако тоа го сликовито го кажеме во грабежот на банката, он ќе треба да ја ограби банката, ќе треба да ги ограби архивите од банката што се чувале со години, па да ги измене, да ги модифицира, така да ги врати назад. Да ги врати назад во времето, сепак тоа е невозможно. И добра прашања, има добра поента дефинитивно. Значи, криптото е екосистемот што се труди, ќе кажам, пак е во обид да се децентрализира се. Зошто? Зошто така е посигурно. Зошто се што е на едно место, секоја централизација е обратно пропорционална од довербата на луѓето. Многу повеќе би верувал на 100 души кога ќе ми кажат тоа е бело, отколку само на еден извор што ќе ми каже дека тоа е бело. Тоа е во суштина криптото. Значи, додека една трансакција ја верификува Централна банка, истата трансакција која ќе ја верификуваат под наводници 1 милион централни банки, во секој случај јас сепак повеќе верувам во дистрибуирана проверка на или валидирање на податоците и трансакциите. Етериум 2.0, сакам малку да подискутираме ако може за тоа. Е еден вид обид да се постигне истиот ефект. Значи луѓето да останат, да задржат довербата што имаат кон тој дистрибуиран систем на сила за мајнинг, односно хаш сила, меѓутоа со неколку измени во таа мрежа, девелоперите на Етериум ќе се обидат да ги намалат трошоците за одржување на истата мрежа. Ние сите знаеме за тој процес е потребна струја, потребни се во конкретниот случај за Етериум се потребни графички картички кои ги нема на пазарот, се дефицитарна роба, луѓето ги бараат се повеќе и повеќе, и тоа на еден начин е добро, меѓутоа од друг начин одма се гледа дека не е издржливо, не е sustainable. Не може така да функционираме. До кога така ќе функционираме? Значи, ако се оди се повеќе мрежата станува се покомплексна, потешка, бара се повеќе струја, бара се повеќе опрема, и дефинитивно и самите девелопери, значи и самиот Виталик Бутерин вика дека најголем убиец на Етериумот е самиот Етериум. И затоа се работи на премин од тој механизам на работа во механизам на стейк, односно наместо милион компјутери да се надпреваруваат да завршат една работа, и сега кога еден од тие компјутери ќе победи, останатите што не победиле буквално залудно потрошена енергија. Мислам, дали се разбираме? Значи, се порад милион компјутери да валидираат една трансакција. Ќе победи еден, ќе го добие тој реворд што е платен во Етер, но остатокот е залудно потрошена енергија. Разликата од тој систем до новиот е тоа што од милион компјутери, наместо сите милион да работат на случајот, ќе бидат избрани, пример, рандом 10, меѓутоа рандом, тотално рандом,
на различни точки, пример на планетата. И тие 10 ќе се обидат да валидираат трансакцијата многу поевтино, со многу подобра ефикасност на системот и со тоа дефинитивно тоа е следен чекор кој што ќе овозможи далеку подобар екосистем од веќе постоечкиот. Так. Тоа е преголема употреба на компјутерска сила за џабе, што би рекле ние. Ethereum 2.0 исто кога ќе го укине тој газ, што го нарекуваме фи, односно горивото кое се гори за да циркулира било што на Ethereum мрежата, тогаш Ethereumот ќе стане многу попредвидлив, многу постабилен, пошто прашуваше кога ќе дојде тој момент. Тоа е моментот кога ќе се воспостави тоа, ќе се пронајде таа точна хармонија, точен код во кој што дефинитивно, знаеш, и ние самите сме луѓето, мислам, од страна што учествуваме во нешто, сме жедни за успех. Секој сака да има повеќе и во тој надпревар ние измеѓу нас самите ние креваме цената на одржавање на мрежата висока. Ethereum 2.0 ќе се потруди тоа да го сведи на едно стабилно ниво, да се знае точно колку треба да се потроши енергија, ресурс за да се држи системот активен, сигурен во секој случај, а со тоа ќе може да се надгради, значи да се створи една платформа која во иднина ќе може да функционира на многу подолги стази, а не како денес. Денес во одредени моменти кога луѓето се во таа паника на берза или на било што, секој сака на брзина да се ослободи од тоа што не му треба или секој сака да купи тоа што му треба. Во тие моменти ние сами себе си ствараме конкуренција во трансакциите и плаќаме огромна провизија за тоа. Можеш да купиме ефтино, да продадеме скапо. Во таа борба од сите нас да успееме, самите придонесуваме да сето тоа не кошта скапо. Тоа е тој момент кој што девелопмент тимов на Ethereum веќе го има започнато. Мислам дека ова ќе и добра информација, гледам по социјалните мрежи, прашувааш што ќе се случи, како ќе се случи. Ако ми дадеш 5 минути да објаснам само. Тоа е трансферот помеѓу Ethereum и Ethereum 2.0, бидејќи ова е дефинитивно измена на некои работи во првиот слој, во протокол слојот. Штом тука настане измена, ќе има она тврда билјушка, што би ја нарекле ние, односно hard fork на Ethereum, а тоа ќе биде Ethereum 2.0. Веќе е започнат процесот. Процесот е на 3 или 4 фази. Во суштина, веќе паралелно се одвива. Постои уште една мрежа која е наречена Beacon Chain, односно тест мрежа, на која што веќе се тестираат работите, се бараат евентуално ако има багови, се случуваат работи паралелно со ова ние денес што го знаеме како Ethereum главна мрежа. Иднината, како што ја представуваат од Ethereum заедницата, е во тоа кога блокчейнот ќе стане огромен, кога таа листа на работи што се случиле станува огромна, многу е тешко да биде лесно обработена. Сакаат еден блокчейн да го направат во нивниот случај 64 помали блокчейна, шредс ги викаат, кои меѓу се, значи не ќе мора ја како валидатор или ти да треба цела листа да ја провериш уназад што се случило за да учествуваш во валидирање на информацијата, доволен ќе е само еден мал сегмент, а подоцна тоа тој ќе биде обработен пред да биде ставен на главната мрежа. Фазата 1 е почната од пред 2 месеци, таа тест мрежа на Ethereum девелоперите веќе врти, значи е веќе активна.
На неа во моментов нема никакви децентрализирани апликации, меѓутоа се тестираат лимитите на новите протоколи, односно Proof of Stake системот, и се очекува дека на средина од ова лето ќе започне втората имплементација. Тоа се вика 1559 Лондон. Тоа се тие Ethereum Improvement Protocols ги викаат. А тоа е некаде средина на лето, би било клучната фаза во тој трансфер. Не може да се случи наеднаш ништо. Значи, моментот да се врзат тие две мрежи, главната и моментално тест мрежата, ќе потрае, дефинитивно. Тие паралелно ќе екзистираат, ќе коегзистираат, се додека се што циркулира на главна мрежа не биде поминато со новиот механизам, а тоа е Proof of Stake. За тоа е потребно време, за тоа се потребни, според мене, може би уште една цела година, може би и повеќе. Меѓутоа, што ќе донесе? Ќе донесе многу постабилна на крајот валута. Мајнерите ќе изгубат профити, бидејќи тие профити што мајнерите до сега ги зема, исто беа неразумно големи. Според мене, јас сум бил мајнер, јас знам што е тоа. Профитите кои до сега се земаја, ако се употребе, ако се вратеа во самиот проект назад, ќе беше многу подобро. И сега тоа мора таа заедница Ethereum сама да го изведе, односно да земе од мајнерите, да даде на девелоперите, бидејќи да има константни апгрейди и надоградување на мрежата во зависност од потребите во светот. Процесот е почнат. Не треба никој да конкретно да ги знае деталите или техникалиите, меѓутоа тие што допрва сакаат да се дел од старава мрежа, односно да бидат мајнери, тие што купуваат графички и сите останати, треба малку да се замислат дека веќе е започнат проект кој ултиматно ќе заврши со престанок на тоа што денес го викаме копање или мајнинг. Етериумот ќе премине во систем кој нема да бара мајнинг со графички, Proof of Stake, и да не се залетува, да ги следат информациите, тоа секој дневни има информации за проектов. Еден многу добар проект е што мислам дека Етериумот ќе го доближи до најблиску до тоа што би го прифатиле и институциите и народот. Нема да шпекулирам, нема да кажам, јас верувам многу во биткоин исто, значи верувам во неговото суштинско постоење како валута, верувам во многу други, верувам, значи, како и сите луѓе што се знаеме, сите си имаме на листа портфолио што викаме и сите си имаме работи во кои што веруваме, меѓутоа биткоин од една страна и Етериум од друга страна, мислам дека тоа е темел на се друго во иднина што ќе се случува. Етериум 2.0 е голем проект. Така, значи биткоинот можеме да кажеме дека е дигитално злато, а Етериум е дигитално сребро. Баш така, некако или татко и мајка во криптосветов. Така. Сега да дадеме некои практични совети, значи во Македонија купувањето, чувањето, спомна и рударењето се релативни непознаници, особено купувањето и чувањето. Значи, јас ги прашав и моите претходни соговорници, значи во Македонија на кои страни е можно да се купи, значи зборуваме со македонски картички од македонски банки, како може да се чува тоа, значи онлайн чување, офлайн чување, и ако имаме некои корисни линкови кои што би можеле да ги ставиме под видео, па за да луѓето кои што ќе го видат да ги кликнат и сами да си ги проверат тие работи. Да, на крајот од видеото дефинитивно може да додадеш корисни линкови за луѓето. Луѓето исто може да се информираат од социјалните мрежи, од Facebook, од Twitter, од Instagram. Но сега накратко ќе се задржам, значи, за купувањето на криптовалути од Македонија преку банка, кои се начините.
Значи, во Македонија не е регулиран тој пазар на криптовалути. Тоа не значи дека е забранет, тоа значи дека нема регулатива, односно нема правна рамка на која што може да те оданочи државата, а со тоа и ефективно немаме право на некој начин да купуваме од Македонија криптовалути. Секако постојат милион начини да се заобиколи тој процес, постојат посредници, интермедијет, што се тие преку страни, веб страни преку кои што може да се купат валути, па потоа да се трансферираат до таа крајна дестинација која што нам не ни дозволува директно да ја купиме. Ево пример ќе земиме Binance. Binance е гигант светски во тој крипто свет, тоа е онлайн и банка, и менувачница, и берза, и сите тие работи, меѓутоа го нема тој супорт за Македонија, бидејќи самата наша држава нема таква изградено правна рамка. Како може да се купи криптовалута? Криптовалутата е измислена да не треба никој да ти посредува како треба да ја купиш. Алелуја. Тоа треба прво да знаат луѓето. Значи, за ја да продадам на тебе криптовалута, меѓу нас нема middleman, односно посредник. Како најлесно може да се купи? Најлесно може да се купи, да се излези, да се праша у комши, да не некој чува и на лице место да си направите пазар, да си договорите цена, да си договорите провизија без разлика. Ова е една табу тема во Македонија, луѓето не сакат да говорат, бидејќи пак ќе кажам не е регулирана. Нашите банки секогаш ќе се обидат да оданочат. Значи при прилив на средства од криптоменувачници, дефинитивно ако ги повлекуваат преку банкава во немање на регулатива правна ќе не оданочи као данок на добивка, пример. Така тоа е 10-11%. Персоналец, мислам. Така, во тој стил, тоа е исто како да сме добиле некоја лотарија онлайн или кладилница, па се он на добивката не оданочува. Затоа пак ќе кажам, криптото е измислено да нема посредник измеѓу продавачот и купувачот, но кога веќе мора, тогаш постојат линкови кои што ќе ги наведиме после во видео долу, а исто и линк до криптокултура, сајтот во кој што многу убаво детално е објаснато како луѓето од Македонија можат да купат криптовалути, да му веруваат на местото од каде што купуваат, без разлика дали е онлайн или не. И дефинитивно мислам дека најдобро е да прво да се едуцираат пред да го извршат купувањето. Сведок сум на многу проблеми кои луѓето се соочиле, многу грешки направиле, кои во тој крипто свет нема враќање назад, значи изгубените пари не се враќаат, многу е тешко да се следат, многу е тешко да се тој процес прати и дефинитивно подобро е да се едуцираат пред нешто да се обидат. Супер, го кажа всушност она што е поента на овие видеа, а тоа е едукација. Значи, јас мислам дека тоа е најважната работа, дека човек не може да стане финансиски богат ако не е богат во финансиска едукација. Значи, треба да се информира. Јас имам направена редица видеа каде што зборувам што се пари, што се валути, која е разликата помеѓу нив. Знаете, во денешно време, значи, некој ќе извади од џебот хартиени пари и рече ова се пари, не се пари, тоа се валути. Затоа што јас сум колекционер на стари банкноти, на стари монети во смисол од југословенско време, такви некои, значи кои што сега немаат нити реална, нити колекционерска вредност, ама се стари, значи од некој претходен систем. Се сеќавам на 1000 динари жетварката од Југославија. Пишува 1000. Ама не вреди николку хартијата од која што е направена. Што значи, додека вистински пари, например ковани пари од злато и од сребро, не им се случува тоа, без разлика што може би државата или царството кој што ги има издадено не постои, самиот благороден метал ги прави трајно вредни. Да не зборувам за археолошка, историски таква натаму вредност која што е многу поголема. Тоа е, кажи ми една работа само на крајот
офлайн чување, значи токени за чување на криптовалути, како функционира тоа? Значи биткоин, етериум, наместо да ги чуваш онлайн, значи преку апликација или програма каде што е логиран, да се чуваат офлайн. Па добро, да. Види, работиве се одвиваат со експресна брзина, излегуваат многу работи. Тоа се тие тврди волети, така наречени леџери, односно хард волети, кои што дефинитивно ја чуваат информацијата во вид на бајти, мегабајти, тоа е слично како USB стик на некој начин, и он во себе ги има тие кодови кои што ја чуваат вредноста на криптовалутата. Меѓутоа, се уште тоа е сепак тема за поголема дискусија, зашто многу тука фундаментални прашања постојат, значи додека стои кај мене мегабајт, али кога ќе го ставам USB, кога ќе пуштам интернет, станува средство финансиско, можеш да го носиш лево десно многу ефтино и многу ефикасно, меѓутоа јас не сум доволно запознаен со на кај се движи баш таа тврда технологија за чување на криптовалутата и која е крајната цел на таа технологија, исто бидејќи види, ако веќе хардверски се случува хардверски промени, односно хардверски апгрейди, со ние ќе имаме апаратчиња, пример сега ќе кажам, тоа се тие со дисплеј, нано леџер или било кој што ќе можеме да ги користиме без никаков проблем, тоа би било многу добро. Но ако треба истиот тој тврд новчаник, ја можам да си го чувам у сеф, ја можам да го закупам и у земја, тоа е уред. Меѓутоа, што кога би сакал да го употребам? Тука е тој он момент каде што од офлайн нашиот волет мора да премине во онлайн за ние да имаме конекција со остатокот од светот. Да биде употребив, да. И мислам дека оваа тема е подолга, поширока, ќе треба можеби други соговорници на оваа тема да бараш. И јас сакав да сум малку попластичен, малку дури по-дрвен, што би рекле. Така, нема проблем. За луѓето да разберат и се полека и полека. Ако дефинитивно, ако продолжиш со снимање на видео, ако оваа твоја волја што ја гледам и оваа твое време што го вложуваш во овие работи, мислам дека луѓе се повеќе и повеќе ќе се опуштаме, сите ние сме во нас малку затворени. Так. Ова е табу тема во Македонија, сме реални, ево, ќе ме гледаат на YouTube едно друго. Значи, без тоа да ми помине умот. Кој ќе ме гледа, што ќе каже, што да кажам, што да не кажам, знаеш, си бара ова се уште е младо, нештото си бара поголем публицитет. Ние исто како во дело на социјалните мрежи, како група криптовалути работиме на тоа да се подобри комуникацијата, интеракцијата со публикава за да се запознае народов што всушност се случува. Значи, тоа ни е најбитно. И вака преку видеа, преку интервјуа во било каков облик, мислам дека напред се движиме и мислам дека секоја наредна емисија ќе биде поинтересна од претходната. Тоа е така, значи тоа е главната работа, значи правиме исчекор во непознатото и нормално газиме на терен кој што не толку не секогаш познат и грешките се разбирливи и се започитување. Не грешиме со намера, туку грешиме од незнаење. Ама правејќи ги овие чекори, па и учиме. За разлика од многу кои што можеби седат во нивните агли, не гледаат критично, ама кога треба да се појават вака и да го кажат она малку знаење што го имаат, нити знаат да го кажат, нити сакаат да го кажат, нити сакаат да го споделат. Та јас верувам дека споделувајќи го нашето знаење, во конкретниот случај ти споделувајќи го твоето знаење, не губиш ништо. Напротив, добиваш контакти од луѓе, пријатели и добиваш веројатно можност да луѓе кои што знаат нешто што ти не го знаеш, ти дадат фидбек и те запознаат со многу работи.
Дефинитивно. Треба да се опуштиме повеќе, треба да се дискутира на оваа тема, сепак ова не е криминално што го дискутираме. Ова сигурно ќе донесе плод, ова сигурно ќе биде уште поактуелно од ова што е ден денес, само и само благодарение на луѓе со визија, луѓе со идеја, луѓе како тебе што ги прават овие работи и луѓе како сите нас што учествуваме во нешто. Темата е комплексна и широка, меѓутоа етапно можеме да ја совладаме и да сме во чекор со остатокот од светот. Супер, само кажи ми уште збор-два за оние луѓе кои што освен стариот добар кеш не разбираат ништо. Значи, еве да речем, имаат кредитна карта, односно дебитна картичка на кој што им стига плата, кога ќе стигне платата, одат ја вадат целата во кеш и само тоа го разбираат. Кажи ми збор-два за тие луѓе, нека е порака за нив. Порака за нив, ја би пратил порака до други, не до тие луѓе кои ги спомна, туку до остатокот. Мислам дека тој нивни old school систем ќе го наречам, ние не смееме да ги подценуваме. Едноставно, ние не смееме да бараме и да очекуваме од генерацијата пред нас да го свати и да го разбере ова што се случува денес. Ние сме тие што ја прават еволуцијата или револуцијата на нештото и ги разбирам од нивна гледна точка нешто што тие го граделе ни својот живот, нешто во кое што верувале ни својот живот. Многу е тешко туку така наеднаш да го заборават и да го остават за себе, меѓутоа дефинитивно нивните генерации, ние и тие генерации што идат после нас, нема да имаат проблем, односно дефинитивно ќе го прифатат ова без никаков проблем како се друго што се прифаќа од новата генерација. Одлично. Никола, јас ти благодарам за овој интервју. Се надевам дека нема да биде единствено и ќе продолжиме да бидеме во комуникација и во групата на Facebook и вака директно. Ти благодарам, секој добро. Благодарам и тебе, се надевам ќе продолжиш вака енергично и само напред, бидејќи добро е, секогаш е добро да се прати технологијата, да се прати светот на каде се движи, без разлика, може би сме мала земја, но секогаш луѓе кои ќе имаат визија, нештото е многу полесно. Фала ти уште една за интервјуво и во контакт ќе останеме за се што треба понатака. Поздрав. Чао, чао.